Со зголемена механизација и број на работници, изведувачот на работите околу рехабилитацијата на улицата Страшо Арбапче денеска успеа да го заврши поставувањето на асфалтниот слој и целосно да ја заврши работата на оваа значајна сообраќајница. Само денеска се поставени околу 400 метри од улицата со широчина од 7 метри, чија асфалтирање го следеа голем број љубопитни граѓани. Добро е, асфалтот што се прави, тоа е добро. Многу убаво, беше расипано многу, ископано. Тоа беше проблема на возилата многу. Трасата за асфалтирање ја посети и градоначалникот Николчо Илиев со цел на лице место да ги согледа динамиката и квалитетот на работите и да сугерира да се поправат деформитетите вон трасата. При тоа Илиев даде изјава за медиумите. Зимно се одвиваат завршните работи во завршувањето на целосна реконструкција на улицата Страшо Ербапче, една од улиците која навистина беше во едноочена состојба и правеше голем проблем во движењето на граѓаните во овој дел. Ова е една од попрометните улици во општина Кочани, која прво поврзува еден голем дел од местното население кој живее во овој дел. Исто така пристапот до болницата на општина Кочани и секако најважно е и пристапниот пат до нашиот спортско-рекреативен центар Пониква. Ние согледавме дека ова улица навистина беше во една очена состојба и интервениравме во централната власт, односно поточно во јавното предпријатие за државни патишта, каде што наидовме на разбирање и надвор од сите програми и планови ја метна и овој дел од улицата Страшо Ербапче и навистина сум многу благодарен за разбирањето кое што го имаше директорот посебно на јавното предпријатие и успеавме ова улица да биде завршена во навистина еден релативно краток период. По реализацијата на горниот дел од патот во должина од 11 километри и на оваа улица преостанува во првата половина од наредната година да се рехабилитираат и доасфалтираат уште околу 8 километри, со што патот Кочани Пониква ќе добие целосно нова асфалтна подлога.